Областта во западниот дел на земјава, што се протега по северниот тек на реката Треска, го носи името Порече. Според местното наречје, тој е населен дел од Поречието, но народот знае и за легендата дека на потурчувањето тој се согласил, рекол, а потоа порекол. Ова е сланско, наречено по солените извори долу под село, од кои со векови се замесувало брашното и се закрмувал добитокот. 113 куќи денес со само 300 жители. Од прво до четврто оделение само 8 дечиња се одзиваат на училишното звонце. Во селото две цркви, по новата Свети Илија и по старата Свети Никола. Така е речиси во сите села на Поречието, односно на Поречето, во кои според зачуваните родослови живееле православни македонци. Но човек никогаш да не е раат. Притисоци и вовлекување од сите страни. Српската патријаршија од една, бугарската екзархија од друга и грчката црква од трета страна. Селата во Порече останале најдалеку од грчката пропаганда, иако цариградскиот патријарх Григор I, например, издал наредба до сите своји владици да работат на ширењето на грчкиот јазик меѓу христијанското население. За поуспешни во овие работи, се разбира, самите се сметаат србите и бугарите. Нема ништо пожелно или посмешно од тоа што некој на север знае да ја нарече оваа област Мала Шумадија. Дека таму се одело на печалба, се одело. Не се знае кој од кого научил да пие сливова ракија, но се пие. Останале негибнати само јазикот, само имињата, само адетите, само песната и само исконската желба да се биде и остане она што човек е. Во пролета 1903 година мудурот од Сабников ги повикал селските коџабаши од селата на Порече и од нив барал писмено да се изјаснат дали ќе бидат срби, бугари или грци. Се собрале коџабашиите и никој не сакал да го откаже своето македонско име. Се вратиле во селата и останали натаму да се мислат. Мудурот чекал неколку дена додека коџабашиите да достават список на домакинствата, но не доставил никој. На крајот станал по пристал село Брешница и им рекол на коџабашиите: "А бре луѓе, и 10 дена да седиме овдека, не можеме ништо да сториме. Сето тоа ќе биде бадијао. Овде се разбра работата дека волови влеговме, а криви ќе излеземе. Друго нема што да се прави." Српската пропаганда така успева преку Дебарско-Кичевскиот митрополит со помош на турската власт да запише во Кичевско 2226 семејства, од кои во Порече 1228. Во еден ваков патепис се вова само патем, и тоа некому што се вика поинаку, а си прави бајрам со умот. Веќе го видовме и Требино. Подолу од Сланско, но од левата страна на реката. Луѓето овде дошле од долното течение на реката, од кај Самоков, во потрага по пасишта, а оние пред нив биле брсјаци кои под притисок се иселиле и така овде е создадено првото село во овој крај со муслимани. И овде две цркви, Свети Димитрий. По новата, живописана во 1644 година, во самото село, и многу постарата пред него. И воопшто не е чудно што во селава Поречки има и по неколку цркви и свети места. Последните на оѓалишта во местноста на Горна и Долна Белица зборуваат за 20 на такви.
Najgolem kulturen i duhoven centar vo Poreče bil manastirot Golema Bogorodica, kaj se to manastirec. Po dođanju na Turcite, ka luđerite bile proterani, a manastirot opožaren. 1846. godina Porečani se dogovorile povtorno da go napravat. Na predlog na pop Kostadin od selo Grešnica go pratile njegovi od sin, pop Dimitrija, vo Carigrad, da bar odobrenije od sultanot za vozobnovuvanje. Izim odobrenije bilo dobijeno i naselenije to povtorno go izgraduva manastirot. Toga šta mu je otvoreno i prvo to učilište u ovoj kraj, a učitelji bile samite sveštenici. Starava crkva, na rimski temeli, povekepat je obnovuvana, no od njezini od živopis ostanulo samo ušte nešto pošto se raspoznava hristijansko to svetilište. Istočno od Trebino, od Sprotiva preko reka je Krapa. Se upativme tamo među drugoto i da go posjetime spomenikot što pred 10 godini go podigna členovite na planinarsko speleološko društvo Peoni od Skopje, vo sorabotka so mladinska organizacija od Gostivar, a vo čest na tragično, odnosno zverski ubijeni od prvoborec Slobodan Preposki za vremena Bogomilski od pohod i frlen vo propaste na celo to Krapa. Kon propasta ni se pridruži Čičko Tome, koji patem ni raskažuvaše nadolgo i na široko zapešterite i propastite vo Krapska okolina. Među drugoto, iza legendata zapešterata Zmejovica, nasprotivni od Rit, što ke bide tema vo jedna od našite narednih patemisija. I si došao ovdje, to je kažem. I ta postepeno otišla tamo na Dubkata, je našla. Pravile mujove ti rekla, čerko, što mu je smrta da mi kažeš na mažu, na Zmejov? Ma ih ja skoda dojt kobljive, kako še 7 voda polni, gi pijat.
A i понатака да за смрт солдиме на ваганка туран, кој ќе дојде жеден, солена вода, крт, ќе испијат и готово. Ама тој кој дошол, рекол, дошол некој мирисен менен човек, кој не рекол, нема никој. Ама жена пак, знаеш, преваруват. Так, тој гол вода испил копите. И се сетил, попаднал, рекол, како ја мрамор и камен ще стана, види. И та така дрвцената. Па ли било или не, не знам. За не повеќе од 30 минути се стасува до овде. Тоа е таа пропаст, длабока 80 метри, од каде нашите придружници пред 20 години ги извадија моштите на партизанот. Udara? Ne, da ne udri. Ovde. Pušti go kaj travata, nema se udara. Gdje hodi? Ovdje kad nekada žežimo vas, što se sećam. Местноста се вика Биеш, западно од Крапа. Јужно се Успрен камен и Врвосоје, а источно Јама. Слегуваме кон селото. Се стопило во сивилото на каменот. Неколку средовечни и стари луѓе, колку човек да има со некого да се поздрави, не пречекаа со чашка ракија и козје млеко. Го сретнавме и најстариот, 100-годишниот дедо Бош. Во училиштето пак ниту едно детенце. А селово беше најголемо во Бродско, со 87 куќи. Рекичката што тече сред село, неколку километри подоцна, подолу, понира и според досегашните испитувања, дел од неа извира на влезот на пештерата Пешна, а дел се разлева и формира помали изворчиња. Летно време пресушува, а најголемо е во мај и во јуни потопењето на снеговите.
Na 7-8 km severoistočno od Makedonski Brod vo местноста Рамне, pokraj starijot Padza Skopje, nasproti golemiot Meandrijski Svijok, koji ovdje go pravi treska, na nadmorska visočina od 600 metri je pešterata Pešna ili Pešnica. Impozantni od otvor se gleda što daleko. Poubava i poraskošna je pravat izvorištata od rekata Ponornica što ja vidovme predmalko. Puknatiните се на северниот зид и во овој период на годината извориштето ја формира рекичката Пешна, десната притока на Треска. На самиот излез се до пред 50 на години обстојувала голема воденица. Пештерата се состои од само една дворана која е висока 15 метри, широка 30, а долга 50. Позната е како пештера со највисок отвор на Балканот. Таа се наоѓа во мермерна серија и представува завршен член од комплексот на прекамбриските метаморфни стени на пелагонискиот кристалест масив.
Вонеа, според литолошкиот состав и бојата, застапени се повеќе видови на мермери. Пештерата е формирана во зоната на бели до розеви крупнозрнести мермери, кои се пружаат во североисточно-југозападен правец, низ средишниот дел од церијата, со генерален пат кон запад. Мермерите имаат бела или розева боја, средно до крупнозрнести се и со масивна и слабо шкрилава текстура. Составени се од калцитски зрна со големина до 4 мм, а развиени во банци кои во горниот дел постепено преминуваат во плочести доломитски мермери. Нивните површински делови се карстифицирани и наместа покриени со црвеница. Пештерата настанала со одронување на табаницата и нејзиното нараснување во височината под влијание на корозивното дејство на водата прокапница. Целиот влез во пештерата е препокриен со урнатите карпи од високата табаница. Некои од нив имаат и прилично големи димензии. Внатре пак во пештерата, на повеќе места подот е покриен со многу ситен доломитски песок, создаван со постојаното распаѓање на мермерот. Пред влезот на пештерата постојат остатоци од средновековна тврдина. Според легендата, оваа тврдина и припаѓала на помладата сестра на крали Марко, Пеша. Може би оттаму пештерата и го добила своето име. Не е воопшто чудно што средновековните населби, стражарници и кули имаат визуелна комуникација. Најверојатно така секоја информација патувала од место до место многу побрзо од гласниците. Ако ова била тврдина на Пеша, од спротива живеела нејзината поубава сестра Дева. Девиниот град или тврдина импозантно доминира на целиот овој терен и има една чудна прегледност на целата околина докаде што допира погледот. Намерниците овде се чувствувале сигурно најбезбедно во тоа време мощно немирен крај за карваните и трговците по долината на Треска.